Со положување на свежо цвеќе пред споменикот на Методиј Андонов Ченто во центарот на Прилеп, денеска беа одбележани 116 години од раѓањето на првиот председател на Македонија. Почитот даде делегација на општина Прилеп, организацијата на борци, политички партии и граѓански здруженија. Сакаме да покажеме и да оддадеме достојна почит кон ликот и делото на оваа личност, како што реков, една од најзначајните во поновата историја на Република Македонија. Тоа е Методиј Андонов Ченто. Историчарот Љубин Белчевски повеќе години работи на проектот Ченто биографија низ фотографија, изложба која што ги посети повеќето градови во Македонија. Сега Белчевски најавува нов проект поврзан со Ченто. А тоа е фотомонографија за Ченто, која што ќе содржи сите фотографии собрани за Ченто, како и хронологија на настани, врзани со ликот и делото на оваа значајна личност од историјата на македонскиот народ. Личност која што целиот свој живот го поминал во борба за самостојна суверена Република Македонија. Белчевски предлага да се сними филм според книгата Ченто мојот татко, која што ја пишувал неговиот син, а му ја диктирал Ченто кога излегол од затвор. Порачувам да филмските работници во Македонија да се позанимаваат со таа книга, воопшто и со фотографиите кои што ги собрав јас, и може комотно да се направи еден филм, не само документарен, бидејќи веќе документарен филм за Методиј Андонов Ченто има, туку филм, што значи игран филм, ако знаеме дека Ченто е роден во 1902 во предвечерието на Илиденското востание, а потоа неговото детство било во периодот на српскиот период, потоа во бугарската окупација, така да можеме секако и повоениот период, значи преку животот на дело можеме да го следиме и историјата и периодот на развојот и страдањата на македонскиот народ, меѓутоа и воопшто на животот на македонскиот народ и останатите народи кои што живеат тука во целокупниот период од 1902 после да ја до смртта на Ченто до 1957 година. Во 1990 година на барање на синот на Ченто е обновен судскиот процес против него и укината пресудата од 1946 со која што тој е неправедно осуден и обвинет.